Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски на неговиот Facebook профил сподели дека во периодот од 3 години како што е на чело на општината нема потрошено ниту денар за репрезентација, службено возило и дневници за патувања. Да се биде градоначалник значи посветено да се служи на народот, а не да се користи како можност за трошење на средствата од буџетот за лични привилегии, истакна првиот човек на Газибаба. Стевковски посочи дека на неговиот прв работен ден од неговиот мандат за градоначалник се откажал од користење на службеното возило, средства за репрезентација и дневници за патувања во земјата и надвор од неа. Сподели дека после 3 години од неговиот мандат потрошени се 0 денари за репрезентација и ресторани, за службено возило, за градоначалникот и за дневници за патувања. Дадов збор пред граѓаните дека ќе работам одговорно, честно и посветено, така ќе биде до последниот ден од мојот мандат, напиша Стевковски. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски вели дека град Скопје е пред големи предизвици, но верува оти со рационално, транспарентно и енергично раководење може да стане град каков што го заслужуваат граѓаните. Во интервју Ѓоргиевски нагласува оти му представува исклучителна чест што покажуваат истражувањата дека ја има довербата на граѓаните, за да ја преземе, како што вели, најзначајната улога градоначалник на град Скопје. Довербата што ми ја укажуваат граѓаните е моја најголема мотивација. Анализите кои покажуваат дека ја имам поддршката за еден таков предизвик се потврда за сето она што сум го направил досега. Ја оправдав довербата што ми ја дадоа граѓаните на Кисела Вода. Остваривме проекти што ја трансформираа општината и ги решивме долгогодишните инфраструктурни проблеми. Скопје е пред големи предизвици, но верувам дека со рационално, транспарентно и енергично раководење може да стане град како што го заслужуваат граѓаните, истакна првиот човек на Кисела Вода. Ми представува исклучителна чест што покажуваат истражувањата дека ја имам довербата на граѓаните за да ја превземам и оваа значајна улога. Истакна во интервјуто Ѓоргиевски, потенцирајќи дека Скопје е град со огромен потенцијал, но и со големи предизвици. Според него, Скопје е град кој заслужува раководство, што ќе биде близу до своите жители, што ќе ги слуша нивните потреби и што ќе работи на тоа да создаде средина каде што ќе може граѓаните да живеат достоинствено, каде што ќе се троши секој денар рационално и каде што јавната администрација ќе биде во целосна служба на граѓаните. Инспекторатот на општина Газибаба во соработка со Министерството за внатрешни работи и јавното предпријатие Газибаба 2007 изминатиот период реализираше акција во населеното место Кирил Петрушевски, во која се одземале отпадни гуми и отпадни материјали. Локација која беше предмет на акцијата се наоѓа во непосредна близина на поранешната градска депонија Вардариште и представува црна точка во поглед на загадување на животната средина и амбиентниот воздух поради спалување на отпад. Отпадните гуми и материјали најчесто се спалуваат и употребуваат како енергенс за загревање на локалното население, а дополнително се користи и металот кој останува по согорување на гумата. Во рамките на акцијата се собрани 1 тон отпадни гуми и истите се предадени на правно лице кое поседува дозвола за третман на ваков тип на отпад. Толеранција нема да има за никој, истакна градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Инспекторатот продолжува со посветена работа на терен со цел разоткривање и санкционирање на сите оние кои со своите постапки придонесуваат за загадување на амбиентниот воздух, најави Стевковски. Советничката група на ВМРО ДПМН нема изгласано никакво намалување на средствата за борба против загадување на воздухот, реагира владеачката партија по обвинувањата изнесени од Љубица Јанчева од СДСМ. Единствената гласачка машинерија во град Скопје на Данила Арсовска е СДС, ДУИ и Левица. Сите прашања врзани со тоа треба да ги постават на друга врата, велат од ВМРО ДПМН. Поедно партијата ги повика СДСМ да одговорат зошто како 7-годишна власт не превземаа ништо за почист воздух, ниту пак имаа некаква активна мерка. Поедно СДС може одговорите за град Скопје да ги добијат на некоја од тајните средби со Арсовска, одржани во град Скопје или преку посредниците од Левица. Не планираме битката за почист воздух да ја сведеме на подавање на топка меѓу партиите, се додава во партиското соопштение. Пациентите на клиниката за радиотерапија и онкологија останаа без биолошка терапија.
Клиниката за онкологија не е во можност да одговори на зголемувањето на бројот на пациентите со метастатски канцери. Тоа е една од причините зошто се појави овој недостаток. Како втора причина и нешто што ние пациентите го гледаме како позитивен исход, тоа се продолжува животот на пациентите и затоа подолг период имаат потреба од оваа терапија. Иако минатата година со анекс се одобрија дополнителни средства, очигледно и тие не беа доволни. Недостаток на терапија има од петокот, се обидува онкологија да добие дополнителни средства да се затвори оваа дупка до одобрување на новиот буџет. Изјави денеска Ана Маријановиќ, пациентка и дел од Сдруженијето Хема Онко. Состојбата со достапноста на биолошката терапија е резултат на административни процедури, што се реализираат согласно буџетот за 2024. Овој буџет беше изработен во претходната година врз основа на проценките во тој период и не ги отрезуваше целосно тековните потреби на клиниката. Дополнително треба да се земаат предвид и континуираниот пораст на бројот на онколошки пациенти, како и сложеноста на административните и финансиските процеси што влијаат врз набавката на лекови, одговорија од Клиниката за онкологија. А во врска со предизвиците поврзани со тендерските постапки, како што информираат, веќе се превземаат мерки за подобро планирање на набавките и поедноставување на процедурите во соработка со Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство. Таму е Скопје град,